11 јавни предпријатија од регионот месечно плаќаат 2000 евра за членство во нивните управни одбори. Станува збор за околу 70 луѓе кои во јавните предпријатија ги носат клучните одлуки и без кои, според законот, овие предпријатија практично не можат да работат. Од овие причини, работата на управниот одбор е исклучително важна од правен и функционален аспект. И тоа е еден од многу битните органи управување, покрај директорот, покрај надзорниот одбор и така натаму. Од причина што тој ги донесува одлуките кои директорот на јавното предпријатие или управителот на некое акционерско друштво ги спроведува. Значи, одлуките ги носи управниот одбор. Коректив на управниот одбор е надзорниот одбор, доколку има таков систем на управување. Значи, во секој случај управниот одбор е многу битен орган на управување во било кој правен субјект. Тој е фактички креира деловната политика на тој правен субјект. Но без оглед на суштинското значење на ова тело, за граѓаните членувањето во управните одбори на јавните предпријатија е еднакво на многу пари. Дали членовите на управи одбори се многу платени? Превише. Превише се платени. Абе види, тоа си го прават за ни. Трудно го зимат од нас, шо? Од работникот. Колку отприлика, шо мислиш? И па што слушам 45.000, 50.000 пата зимале. Што знам, некој може да земе 40, може да има 50, за ним добро е. Оваа анкета само потврдува дека граѓаните имаат погрешна представа за материјалната атрактивност на овие членства, зашто ситуацијата е поинаква. Например, членувањето во управниот одбор на Комуналец Пехчево е само 800, во Никола Карев Пробиштип 2000, Брегалница Делчево 1200, услуга Берово 2000 денари, а членувањето на управниот одбор на Камена Река од Каменица е неплатено. Од тука само околу 2000 евра месечно кои 11 јавни предпријатија заедно ги исплаќаат на членовите во управните одбори, не само што не се многу, туку се и символични. За разлика од некогаш, во овој дел се има променето нешто важно, кое пак се почесто води во друга насока. Имено, се помалку луѓе сакаат членство во управните одбори на јавните предпријатија, но и на други институции. Поради ова, во прашање доаѓа нивното функционирање бидејќи нема кој да ги донесе клучните одлуки. Во барањето излез, например, некои училишта бараат начин членовите на нивните управни одбори да бидат стимулирани со надоместоци.